продолжуваме со часот математика за осмо деление. Доволно ни беше од геометрија, одиме на алгебра. Со осмоделинците имаме да повториме уште неколку работи од алгебрата, а тоа е запишување на изрази и решавање аранки. И потоа додадете 4. Што мислите, како би го запишала ова математички се? Множите го тој израз со 3. Додадете 4 на 1, n по 4. Додадете, значи n плюс 4. Така, Марија. И потоа помножете го тој израз со 3. Помножено со 3. Вака. Така. Да. Марија, што сакаше да кажеш? Во заграда да ги ставиме Браво. n. Браво. Затоа што ако вака запишем, ќе испадне дека 4 по 3 сме помножиле со 3, а изразот вели дека предпоследниот израз треба да се помножи, помножи со 3. Затоа овде посебно ќе бидете внимателни дека ова треба да го ставиме во заграда. Значи ќе биде во заграда n плюс 4 па помножено со 3. Помножете го n со 6 и потоа квадрирајте го вашиот израз. Значи n по 6. Така. И вели потоа квадрирајте го вашиот израз. Исто во заграда на квадрат. Браво, Марија, значи ти тргнате во алгебра. Па се ваква добра професорка, јас ќе засакам математика. Значи n плюс 6, целото тоа во заграда, па на квадрат. На квадрат, да. Добро. Ајде, одиме сега на една тешка. Одземи го n од 5 и подели го со 2. n минус 5. Лина вели n минус 5. Поделено со 2, со тоа што е n минус 5 у заград. Добро. Марија, дали се согласуваш? Па ако одземи го n од 5, тогаш е 5 минус n. Браво, Марија. Делено на 2. Ова што Лина го кажа, 90% од учениците ја прават истата оваа грешка. Така, Мари, тоа е затоа што јас по геометријата сум теш. Кога имаме вакви текстуални, значи многу треба да се внимава на текстот. Секој зборче си има свое значење. Затоа и намерно нагласим. Одземи го n од 5. Значи, треба од петката. Вратиме таблата. Како беше ова? Во page. Previous. Добро. Ева го. Еве петката од 5 минус одземаме n, па потоа го делиме со 2. Со 2. И за да не ги збуниме, ова ќе го прешкртаме вака, дека ова вака не треба. Е неправилно. Треба 5 минус n, па да се подели со 2. Ајде сега, наместо текстуални, одиме малце со геометриски проблеми во алгебра. Ајде да видиме. Лина, сега имаме квадрат, на кој што знаеме дека страната му е 3y. Како ќе запишеме формула за пресметување на плоштината? Формула за плоштина на квадрат ви текнува која беше? Како се пресметува плоштина на квадрат? Беше а на квадрат, односно страната на квадратот квадрирана. Во нашиот случај што имаме? Дека страната на нашиот квадрат е 3y. А тоа значи дека целото 3y во заграда треба на квадрат да го ставиме на квадрат. Значи ова ни е за плоштина на квадрат. Сега ќе избришеме и ќе видиме што доколку имаме триаголник наместо квадрат. Имате го. Ево го триаголникот. Дадено ни е дека неговата страна е 4y и спуштена е висината кон таа страна, а висината е 2x. Оно што го знаеме за триаголникот е дека неговата плоштина се пресметува по формулата
А по Х врз 2. Односно страната помножено со незината висина врз 2. А во нашиот случај што ќе имаме? Страната дека е 4 4 y помножено со висината 2 2x и целото тоа поделено врз врз 2. 2. И сега да упростиме, Можеме минатиот да час напишеме. видовме упростување. Оваа двојка од долу може со 2 се крати. така, па ќе ни остане само 4x. Браво, научивте веќе и правилно запишување. Значи наместо 4yx пишуваме 4xy бидејќи по азбучен ред се редат буквите. Што доколку ни беше даден периметарот овдека, преминуваме сега на равенки да поврземе. Ако овдека на овој квадрат ни беше даден периметарот, ако знаевме дека периметарот на квадратот е 120 сантиметри, колкава е тогаш страната да најдеме? Што знаеме за периметарот на квадратот? Дека е 4 пати Четири по пати. страната. Значи, во тој случај што добиваме? Дека 120 е еднакво на 4 пати по страната е 3y 3y и добиваме дека 4 по 3 12y е еднакво на 120, смееме да ги замениме левата и десната страна. Овдека 12-ката множи, од другата страна кога ќе однесеме, ќе дели 12, па добиваме дека y е 10 сантиметри, односно страната на квадратот ќе биде 10 по 3, 30 сантиметри. Одиме уште на неколку равенки. Мисля, клир пече. Ајде одиме најпрво, калцато го заборавивме да го Ево пуштаме. го. Ева, ако имаме ваква равенка, 3x дека е еднакво на минус 15, малце да земеме негативни броеви. Тука што правевме? X-от е еднакво на на минус 15 поделено од со множење од оваа страна станува делено со 3 делење x и x-от ќе биде еднакво на минус 5. минус 5, бидејќи минус поделено со плюс ни дава дава минус. минус. Одиме уште една малце посложена. 3, а во заграда да имаме x минус 2 и целото ова да е еднакво на 6. Што правиме сега? Најпрво Ги множиме. можевме така 3 по x 3x минус 3 по 2 6 еднакво на 6 и сега се ослободувавме од бројките најпрво кои што не се врзани за x-от, значи 3x останува од лева страна, од десно го имавме 6 и ова минус 6 од таа страна станува плюс плюс 6, 3 па ќе имаме 3x дека 3x е на 12 12, односно x-от е еднакво на 12, ова тројчева множело од другата страна ќе дели x еднакво на и 4. конечно x-от е еднаков на 4. 4. Видиме двојни загради во равенка, да видиме Ајде што да правиме видиме и тогаш. тоа. X плюс 2 да е еднакво на 5, па во заграда да имаме x минус e. Исто како во првиот случај, најпрво мора да се ослободиме 2x од плюс 4 така. еднакво на 5x И сега имаме минус 5 по 1. 5 5. И сега што правиме? Бидејќи имаме x и од левата и од десната страна, ги префрламе сите од левата страна. Па ќе добиеме 2x. x Ова е сега веќе минус 5x. x еднакво Од десно имавме минус минус 5 минус 4 минус 4 и сега што имаме? 2x минус 5x, минус 3 знакот од поголемиот број, значи минус, броевите ги одземаме, 5 минус 2 е 3, 3 значи минус 3x е еднакво на минус 5 и минус 4 ќе ни даде минус 9. 9 и x x-от е еднакво еднаков ли на на минус 9 минус 3 поделено поделено со со минус. затоа што овде Ова е тројка плюс, да. множеше, од другата страна ќе дели минус и еве овде ќе го запишеме резултатот. Сега тука да внимаваме дека минус поделено со минус веќе станува плюс и 9 делено на 3 е 3. 3. Одлично. Супер.
Има време за уште едно или за домати да дадеме? Ајде уште Може уште една? и може Добре. уште една. Ајде. Ева ќе. Пушти ми да само кацат пишување. Вака сега да имаме заграда, но и позади заградата да имаме бројчиња. Или на само гумичката малце, одека десетка требаше да биде, не друга. Така. Оп, грешка. И ова да биде еднакво на -2, да видиме што доколку имаме негативен број пред заградата. -3, -5. Сега? 3х Така, плюс 6 така, минус 10 -10. еднакво И на овде внимаваме минус, сега, така, -2 минус по два, х е минус -2х. минус по минус станува Ете, плюс, така. значи плюс 6. Така, Минус ова беше пет. многу битно, затоа што овдека знаат често учениците да сгрешат, да заборават дека минус овој и минус, минус, да, важи за сега го вториот. префрламе Да. овде, кога го Так. префрламе од минус станува плюс 3х плюс 2х е еднакво на Само Лина, само малце ќе застанеме овдека да погледнеме во саравинката кај бројките кога треба да префрламе. А што може да забележиме дека и од левија Имаме страна имаме шест, 6 и овде 6. И од десната Тоа има се ги кратат. поништуваме веднаш, нема потреба да се мачиме да ги префрламе па да ги собираме. Значи кога имаме исти членови од левата и од десната страна, веднаш може да ги поништиме. А всушност што ни Останува остана? минус 5 минус 5 и ова И ова тоа се минус 10 префрлува, од другата плюс страна. 10, плюс 10 ќе стане 2х 3х плюс 2х ќе ни даде 5х и 10 минус 5 е. минус Е, 5, 5 само, х еднакво на 1 а тоа го добивме така што петката ја поделивме со петка. петката и тогаш избега. добивме 1. таблата на првата страна. Да. Па и не отиде некаде таблата. Отида никаде. Евако. Еве. Избега наставничке тоа. Минус А таман ќе пет. пофалевме таблата денеска дека X дека е добра. Ете. Е 1. Па лесно е ова. Одлично. Се Баш враќаме интересно. со математика за Девето девето, а одделение. ова најтешко ќе биде.